почитувани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Еви ги топ 3 настаните на денот. Собранието на Република Македонија денеска ја одржа втората седница на која единствена точка на дневниот ред е избор на влада. Новиот музеј на живиот свет на Дојранското езеро, лоциран во Стар Дојран, кој нуди запознавање со живиот свет во езерото, се очекува да биде доста посетуван во престојната туристичка сезона. Во четврток и петок во Народниот театар Антон Панов во Струмица премиерно ќе биде изведена представата 12-тата ноќ спроти водици. Започнуваме со дневникот. Собранието на Република Македонија денеска ја одржува втората седница на која единствена точка на дневниот ред е избор на влада. Мандатарот Зоран Заев до собранието во неделата околу полноќ ги достави предлог програмата и предлог составот на новата влада. Најавувам дека ќе предводам реформска влада во Македонија, истакна денеска мандатарот Зоран Заев во образложението на предлог програмата и предлог составот на новата влада, која е единствена точка на дневен ред на втората седница на Собранието на Република Македонија. Наши три клучни цели, потенцираше, ќе бидат посветеност на економијата и животот на сите, на силни професионални институции и правда за сите и на Европската унија и НАТО и перспективите за сите. Денеска застанувам пред сите вас овде во салата и пред сите надвор од неа со достојна почит кон сите кои веруваме дека Македонија ќе ја добие битката за демократија, кој што верувавме и до ден денеска веруваме. Како и со почит кон сите оние кои почнуваат да веруваат во оваа реалност. И најавувам дека ќе предводам реформска влада во Република Македонија. Ветив на работниците од Штип и од цела Македонија, на лозарите од Кавадарци и од цела Македонија, на земјоделците од Пелагонија и од цела Македонија. Ветив на дукенџиите низ нашата држава, на собствениците на домашните микро, мали и средни предпријатија, на лекарите и пациентите, на учениците и професорите, на пензионерите, ветив на мајките и татковците кои копнеат по децата во странство, дека носиме живот во Македонија за сите. И да, три клучни темели ќе гради новата реформска влада. Новата реформска влада ќе биде посветена на економијата и живот за сите. Новата реформска влада ќе биде посветена на силни професионални институции и правда за сите. Новата реформска влада ќе биде посветена на Европската унија и НАТО и перспективи за сите. Програмата на новата реформска влада на Унитарна Република Македонија е доставена за собранието. И таа ќе биде предмет и на дебата овде, и предмет на дебата помеѓу граѓаните. Она што е во неа напишано. Завет ќе биде за нас дека ќе работиме напорно да го исполниме. Граѓаните на Македонија да живеат спокојно и квалитетно. Република Македонија да оди напред. На почетокот на седницата со 58 гласа за, 41 против и 1 воздржан не беше усвоен предлогот на пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски, следната точка по изборот на владата по скратена постапка да биде предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник, со кој се бара распишување на локалните избори на 15 октомври годинава. Се одлучив да го предложам овој закон поединечно поради тоа што се уште постои сомнеш дали новото формирано владеачко мнозинство искрено сака да го испочитува овој договор од пред 3 недели за закажување на локални избори во Република Македонија, договорени помеѓу сите парламентарни партии да се одржат на 15 октомври, а во меѓувреме да се продолжи мандатот на сите градоначалници и совети на единици за локална самоуправа, заради тоа што веќе 3 недели се соочуваат сите градоначалници без разлика на партија на која препаѓаат, со сериозни проблеми и не можат да излезат во пресрет на барањата на граѓаните, рече Димовски. Владата треба да биде избрана 2 дена по отпочнувањето на седницата, односно и најдоцна до среда на полноќ. За таа да биде избрана потребно е да гласаат најмалку 61 пратеник.
Подобрување на правната рамка во областа на индиректното и директното оданочување преку усогласување со директивите на Европската Унија и јакнење на капацитетите на одделот за даночна и царинска политика при Министерството за финансии и Управата за јавни приходи со цел ефикасно спроведување на даночните закони и наплати. Во рамките на овој проект се спроведува повеќе активности со цел подобрување на правната рамка во областа на оданочувањето и усогласувањето со релевантните директиви на Европската Унија, како и јакнењето на капацитетот на Министерството за финансии, секторот за даночна и царинска политика, како и на Управата за јавни приходи. Усвојување на соодветните предложени законски прописи во директното и индиректното оданочување со цел усогласување со законодавството на Европската Унија. За време траењето на проектот се направија анализи и процени за усогласеноста со директивите на ЕУ, на постојната легислатива која што се однесува на персоналниот данок на доход, на даночната постапка, на данокот на добивка и данокот на додадена вредност, особено во делот на прометот на услуги, тоест новите ДДВ правила применливи од 2015 години во делот на телекомуникациите, преносот и електронските услуги. На локалитетот Плаушник, на површина од 17.000 метри квадратни, се гради Свети Климентовиот универзитет. Инвестиција од околу 30 милиони евра. Со изградбата на Свети Климентовиот универзитет на Охрид ќе му се даде нова духовна и туристичка димензија. Увид во обновата на Свети Климентовиот универзитет изврши лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, придржуван со се уште актуелната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Резиденцијалниот објект Резиденција за МПЦ, односно за водиката. Водиката Тимотеј, во таа првата ќе биде смесена. Првата, значи објектот е до фаза карабина комплетно завршен, поставена е столаријата на дворешта, изработена е фасадата, остануваат уште дрвените отшиви и оградите да се постават и со тоа на дворешно и фаза карабина објектот е завршен. Втората? Втората е манастирскиот конак. Исто така, конак е. Исто така за гости на владиката на црквата. Столаријата исто така на дворешна е поставена со работи на фасадата, така да и тој објект за брзо време фасадно ќе биде завршен. Долу кога се движиме се гледа истражувањето, значи. Археологијата е конзервирана и презентирана во презентирана е за туристи. И таа ќе се гледа од сите катови. Од сите катови. Значи, со галерија е решен просторот, и археологијата ќе се гледа од сите катови. Па, добро оди динамиката, според предвиденото. Планираме оваа година комплетно со археолошките истражувања да завршиме. Остана уште патеката од портата до објектите и со тоа Плаушник е комплетно археолошки истражен, каде што се наоѓаат објектите завршени се сите истражувања. Јас се надевам дека до крајот на годината фаза карабина ќе е комплетно завршено и ќе се отпочне со обработка на фасадите. Мислам дека до крај на годината и овие фасади ќе бидат завршени комплетно се што се работат. Се би завршило? Па се надеваме дека све ќе заврши. Остануваат проектите за интериер да се изработат и за партерно уредување и со тоа. Да, партерот е важен. Интерес е важен. А партерното ќе биде убаво, мислам, со патеки. Да, значи ќе се испочитува целата археологија, све што е откриено, све ќе се конзервира и ќе се музеиците ќе бидат отворени, ќе се определи патека на движење за да има пристапност до сите објекти, али мора прво да се докупува овој дел што ни остане за да истражување. Продолжуваме со настаните од тема култура. Во рамки на проектите на Министерството за култура за обнова на фасадите на старите објекти, годинава во Гевгелија ќе следи обнова на фасадата на познатиот Андреев конак, објект кој датира од 20 век, со цел да се даде придонес во зачувувањето на архитектонско-стилските вредности на спомениците на културата. Продолжува проектот на Министерството за култура за обнова на фасадите во општина Гевгелија. Заштитата на историските и градителските традиции во општината се реализира преку изработка на проекти и конкретни зафати за заштита на спомениците на културата. Заводот за заштита на спомениците од Струмица годинава ќе го реализира проектот кој ќе го врати некогашниот изглед на добро познатиот Андреев конак, односно ќе следи обновување на фасадата на објектот кој датира од 20 век.
Именно оваа година таму ќе реализираме еден проект кој што отпочна лани. Тоа е возновување на фасадата на Андреевиот конак. Гевгеличани, ја верувам и струмичани го знаат дека тој објект каков е и што е. Така што се надеваме до крајот на оваа година овој објект ќе добие едно ново руво, практично на гордост на гевгеличани, па и на струмичани, ако сакате. Престојат активностите околу барањето на понуди за јавно надавање, за избирање на фирми, најдобар понудувач се разбира. Штом ги завршиме овие активности, се надевам дека ќе отпочнеме веднаш со градежните активности. Во Гевгелија постојат 18 објекти кои се прогласени за културно наследство. Досега со проектите на Министерството за култура реновиран е објектот Амам и адаптиран во галериски простор. Од 2013 година започнаа конзерваторските работи на фасадата на библиотеката Гоце Делчев, а обновена е и фасадата на Националната установа музеј. Со реализацијата на овој проект ќе се даде придонес во зачувувањето на архитектонско-стилските вредности на овие значајни споменици на културата, кои имаат посебно место во историскиот развој на градот Гевгелија. А новиот музеј на живиот свет на Дојранското езеро, лоциран во Стар Дојран, кој нуди запознавање со живиот свет во езерото на интерактивен и модерен начин, се очекува да биде доста посетуван во престојната туристичка сезона. Интересни катчиња со примероци од Дојранското езеро, кои самите посетители можат одблиску да ги погледнат под микроскоп, шкафчиња за секоја попозната и поинтересна птица од овој екосистем, чие име посетителот треба да го погоди со претходно читање на основните карактеристики напишани во прво лице, односно како самата птица со свој глас да се обраќа на оној кој го разгледува музеот, и ред други занимливости ќе треба да го задржат полното внимание на туристите ова лето, што ќе сакаат во Дојран да го посетат и новиот музеј на живиот свет во езерото. Доктор Сидоровска од Природонаучниот музеј во Скопје вели дека во едукативниот дел од музеот ќе се задоволи љубопитството на младите љубители на природата. Што е поинтересно, што е и помодерно денес, интерактивен однос со публиката, тоа се средишните маси на кои што на едната е поставено, поставени се полжавчиња, вистински черопки од водни полжавчиња во Дојранското езеро, има поставено лупи за да можат обблиску да видат каква е нивната градба. Исто така има маса поставена со микроскоп и со трајни препарати, бидејќи независно од возраста, луѓе никогаш немале можност да видат под микроскоп како е нешто, да го видиш под микроскоп, нешто што е ситно и што не се гледа со голо око. И затоа мислиме дека нема да биде интересно само за децата, него и за возрастните. Музеот како содржина нуди и интерактивна табла со магнети на која може да се разместуваат видовите од Дојранското езеро според тоа кој кого јаде во природниот ланец на исхрана, а во посебна просторија наречена во светот на алгите, која функционира како темна комора, во која светат флуоресцентни изработки на различни видови на алги. Посетителите ќе уживаат во гледката која подсетува на звезден планетариум. Замислата е да се прикажат видовите птици, да се опишат во прво лице како тие изгледаат, каде живеат, со што се хранат, колку млади, дали водат грижа за младите, што ги одгледуваат или не. Меѓутоа, велам, замислата не е докрај реализирана, бидејќи замислата е да пеењето на птиците, со отварањето на шкафчето, да се слушне песната на таа птица. Меѓутоа, тоа имаме намера, како што и кажав на самото отварање, ова постојано ќе се надополнува. Нема да биде оваа поставка ваква како што е за секогаш. Првиот музеј подружница на Природонаучниот музеј од Скопје се отвори во Дојран пред 2 недели како проект на регионалниот центар за животна средина со канцеларија во Македонија, а поддржан од локалната самоуправа. Отворена е втората меѓународна ликовна колонија во Радовиш, на која освен уметници од Македонија, ќе учествуваат и уметници од странство. Главен покровител на оваа манифестација е општина Радовиш, а се одржува на манастирот Свети Ѓеорги во село Ораовица. Уметноста е поема без зборови, е годинашното мото со кое беше отворена втората меѓународна ликовна колонија на манастирот Свети Ѓеорги во село Ораовица, Радовиш. На колонијата освен од Радовиш ќе учествуваат уметници од Прилеп, Скопје, Пробиштип, Гевгелија и Неготино, но и од Турција, Русија, Бугарија, Црнагора и Србија. Како што истакна Душко Коцев, председател на организациониот одбор, оваа меѓународна ликовна колонија представува
еден нов мост на поврзување на културната традиција на општина Радовиш во светот. Со големо задоволство сакам да нагласам дека оваа меѓународна ликовна колонија веќе стана традиција и представува еден нов мост на поврзување на културната традиција на општина Радовиш во светот. Срекни сме што оваа колонија им дава силен поттик за ликовно творештво и усовршување само на нашите членови, туку и на младите генерации кои сега имаат можност да се насочуваат кон оваа благодарна уметност. Според него, Друштвото на ликовни уметници од Радовиш со повеќе од 30 члена ја негува ликовната традиција веќе половина век, односно од 1966 година. Тие активно работат и ги реализираат своите ликовни креации во повеќе техники. Главен покровител на ликовната колонија е општина Радовиш. На манифестацијата присуствуваше и градоначалникот Сашко Николов. Радовиш има длабока традиција во ликовното изразување. Доказ за тоа е постоењето на Друштвото на ликовни уметници на Радовиш, кое постои веќе половина век, односно од 1966 година. Денес посебно се гордееме, бидејќи ова изворена културна манифестација веќе станува убава традиција. Со еден збор, навистина сме стрекни што восстановивме уште еден голем и значаен културен настан во општина Радовиш, кој што има широк, европски, па и светски хоризонт на уметничка соработка и поврзување на големи ликовни уметници од Европа и светот, со нашата македонска ликовна култура и традиција. Ликовната колонија беше отворена со изведбата на познатиот македонски етномузиколог Драган Даутовски. Уметниците во Радовиш ќе сликаат 5 дена, колку што ќе трае колонијата. А во четврток и петок во Народниот театар Антон Панов во Струмица премиерно ќе биде изведена представата 12-тата ноќ спроти водици, работена по текст на Шекспир, а во режија на Дејан Дамјановски. 12-тата ноќ спроти водици на Шекспир в четврток премиерно пред струмичани. Како што истакнаа на денешната пресконференција, станува збор за урнебесна комедија поврзана со културниот контекст на Струмица. Комедија, но она што за мене поважно е дека во неја учествува скоро целиот ансамбл на Струмичкиот театар, луѓе од со различни биографии, од различна возраст пред се, со кои што успеавме заедно да направиме, да некако да ги искомбинираме тие енергии, тие креативни погледи на светот и да создадеме едно заедничко дело кое што успева да го држи вниманието на публиката, се надевам барем, кој што успева да го држи вниманието и покрај тоа и да ја забавува. Ако не е веќе досега кажано, станува збор за комедија која што во голема мера има врска и со некаков си карневал, бидејќи станува збор, действото се случува или барем е наменета драмата за изведба во онаа последна ноќ од постите, од божикните пости. И тука веќе целата таа потисната енергија и забранети мисли излегуваат на површина. Така што веројатно најсоодветното место каде што би можела да се постави оваа драма е тука заради културниот контекст во кој што Струмица се развива и карневалниот карактер на самиот град. Насловната улога ја има младиот струмичанец Горан Ников, дипломиран актер на ФДУ, кому ова му е прва представа во родниот град. Љубовна комедија со сплетки, со интриги и сето тоа е феноменално проткаено, костимите се феноменални. А ликот мој Орсино, војводата од Илирија, тој е еден млад, лудо заљубен војвода во Оливија и лудо оди низ секаде пробива се за да стигне само до Оливија, но тука по пат и него му се случуваат тие сплеткарошки игри, во кои што на крај има сосема поразлично финале. За Бранко Бенинов, актерот по старата генерација, работата на представата било ретко доживеан процес. И самиот начин на размислување околу Шекспир, во овој период мораше да биде
стекнато една страшна доверба на режисерот кој дојде со еден посебен концепт. Таа верба ни даде за право да имаме еден од најдобрите процеси во моите 35 години кариера. Значи, тој процес беше буквално проткаен со задоволство, со внимание, со љубов, со посветеност и неверојатно разбирање за сите можни ситуации. Шекспир е тешко преведлив на македонски, но ние успеавме да создадеме добра представа. Комедиите на Шекспир се нелесно преводливи или препевливи на македонски јазик, затоа што станува збор за еден сосем друг менталитет, англиски менталитет. Но мислам дека ние овде успеавме да го преведеме тој јазик на ренесансата, таа страст, таа љубов која извира од секоја пора на текстот и на ликовите внатре. Се разбира, еден текст нели треба да се оживее преку ликовите. Мислам дека сите колеги имаат солиден резултат во своите актерски остварувања. Беше многу интересно и креативно да се работи со Дејан. Играм еден шашав лик, барем јас се чувствувам како шашава, не знам како изгледа. Полна свитрина со таа ги прави многу заврзлами во представата. И ќе кажам само малку за мојот лик. Јас играм Маша, односно момче. Ако тоа ви е предизвик на сите вас, па и на публиката, која што веројатно ќе следи пресод, дојдете и погледнете ја представата, затоа што ви ветуваме добра забава. Ова ќе биде трета премиера на Струмичкиот театар сезонава. Авторската екипа, освен Дејан Дамјановски режисерот, овде се и Кире Василев, сценографот, тој веќе работи неколку пати, Елена Дончева костюмограф, нени асистенти се Илина Горичова и Ана Марија Митрикеска Кълчева. За костимите, тоа е нешто до сега во нашиот театар за прв пат се фасцинатно изработени и еве се надевам нели додека биде ова представа на репертуар, или после тоа ќе овие костими мислам дека ќе ги ставаме еве во новиот театар како ќе ги ставаме во некој изложбен салон, бидејќи стварно се изработени и се работеа 3 месеци, што нели ретко се случува. Сценограф на представата е Кире Василев, костимограф Елена Дончева со асистенција на Илина Горичова и Ана Марија Митрикеска Кълчева. Првото гостување представата ќе има на 29 јуни на Шекспир фест во Битола. Да се биде ловџија е тешко, бидејќи постојат ригорозни услови кои треба да ги исполнуваат сите оние кои сакаат да се занимаваат со лов. Велат Ѓорѓе Илиев и Слободан Милошевски од ловното друштво Орел од Валандово. Според нив, ризично е да се биде ловџија, но страста кон оваа дејност ги тера да ги надминат сите препреки. Иако е зголемен бројот на смртни случаи за време на лов, сепак тие велат дека ако се биде доволно внимателен, несреќите може да се избегнат. Повеќе за активност на ова ловно друштво, гледајте го најновото издание на Отвореното студио. Па е вака, ловното друштво е основано 47 година, кога во повеќе реони од државата се основават такви ловачки здруженија за лов, без за риболов, како што е во Бугарија, кај нас беше само ловот во ловните здруженија. И првите почетоци се од 47 година. И Валандовското друштво е тогаш формирано. За 50 години има издадено една монографија, сега за 70 години се подготвува друга. Друштвото се состои од 200 до 300 членови. Во последно време се многу тешко доаѓаат нови ловци, поради тоа што законот за ловство претрпе доста измени и сега тешко е да стане ловџија, треба да исполнува многу услови кои се ригорозни, меѓу кои треба да не биде осудуван полиција, треба да полага балистика, така да доста се
тешко се доаѓа до... Тоа значи дека сега да станеш ловџија, треба да дадеш повеќе пари за да дојдеш до правото, да имаш право да набавиш оружје. Значи, мора да си член на ловно друштво, мора да полагаш ловачки испит, мора, што рече колегата, да имаш балистика положено, мора да си државјанин на Република Македонија. Треба социјално да имаш документ дека твојата положба е во ред и можеш да се бавиш со овој спорт, затоа што овој спорт е аристократски. Не е да може да се бават баш секој со него. Не може некој кој прима социјална помош, а да биде ловец. И така да, додека се дојде до тоа уверение за набавка на ловечко оружје, Бога ми добро ќе се исплати секој член. И некои на пола се откажуваат. Ведоци сме дека секоја година, просек за последните 30 години, на година се паѓа по 1,5 ловец загинува на лов. На лов или во криволов. Сега сите не се има и во криволов кој загинува. Значи, тоа е непредпазливоста или несериозноста со ракувањето на оружјето. Тоа е лица кои настрадале. А колку случаи има кога оружјето испукува помеѓу луѓе, во група, ненамерно или од невнимание, закачена на некоја копче, на некој патент од облеката, па пред тебе некој можеш да го удриш. Тоа не се брои колку е. Значи, ризик постои, али ако групата се познава, ако ловците се доволно внимателни, ќе бидат избегнати сите такви непријатни и несакани случаи. Почитувани, вие сте со дневникот на телеканал А1, а во продолжение настанете од светот. Главниот град на Русија се искачи на 13 загинати и 105 повредени. Повредените се хоспитализирани во 10 болници во Москва, а локалните власти предупредуваат дека бројот на жртви може да се зголеми. Московските служби за вонредни ситуации ангажирани се на отстранување на дрвјата, но засега нема извештаи за поголема материјална штета. Директорот на метеоролошката служба изјави дека дувал ветер со јачина од 22 метри во секунда и оти е можна уште една бура во текот на ноќта. Во ураганот кој денеска ја погоди Москва, соборени се 3500 дрвја, а на моменти дувал ветер со јачина од 28 метри во секунда. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, кој е надгледувал ракетната проба на балистичката ракета способна за ултрапрецизен напад, најавил дека неговата земја ќе развие уште помоќно оружје во повеќе фази. Според Севернокорејската државна новинска агенција, таа одлука е донесена согласно распоредот за одбрана од САД. Верувам дека ќе биде направен поголем чекор напред, со цел да се испрати поголем подарок пакет за јенките како одмазда за американската провокација, истакнал Ким Џонг Ун за државната агенција. Генерал Мануел Антонио Нориега, поранешен воен лидер на Панама, почина на 83 годишна возраст. Нориега неодамна беше подложен на операција поради здравствени проблеми предизвикани од претходна операција на мозокот. Нориега беше клучен американски сојузник, но беше насилно протеран од земјата откако во 1989 година американски трупи извршија инвазија во Панама. Во јануари во Панама беше пуштен од затвор поради операција на мозокот. Веста за неговата смрт ја соопшти државниот секретар за комуникации Мануел Домингес. И уште една информација за овој дневник. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, од петок ќе настапи позначително дестабилизирање на времето и во наредните денови на повеќе места ќе има пороен дожд и грмежи. Како што соопшти УХМР, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пороен дожд, појава на град и засилен ветер, особено во петок и во сабота. Променливо и нестабилно ќе се задржи и во текот на следната работна седмица. Почитувани гледачи, со оваа информација го заокружуваме ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!